Благодарам. Некако бев испровоцирана да се јавам за збор за овој амандман. Иако не потекнувам од оваа општина, секако секој има право и да зборува и да се потпише на амандман во чијашта општина не припаѓа. Некако бев мотивирана од образлагањето на амандманот од колешката Николова. Овој амандман прв пат го поднесувате или го повторувате и од минати буџети? Мислам дека е прв пат. Добро, небитно, па се прашувам како сега ви текна на овие проекти баш годинава кога ВМРО ДПМН е стана власт, зашто еве например со ребалансот или ланскиот буџет и ребаланс не поднесовте и онака тивко, меѓутоа многу знаете да навредувате, а најмногу да ги навредувате граѓаните или поточно оние кои што гласале на последниве избори токму во вашата општина. Па велите, прашувате како да се глуви овие од локалната самоуправа во општина Аеродром. Јас пак би ве прашала да не биле слепи оние кои што гласале жителите на општина Аеродром на последниве парламентарни избори, па разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е била 17.675 гласа. Сега има овде некои глуви или некои слепи па погрешиле кога заокружувале. И сега овде ја користевте говорницата да подсетите што централната власт на СДСМ направила за општина Аеродром во време кога била власт. Па се надевам исто ова сте го кажувале на последни избори во кампањата Колешке и одговорот сте го добиле. И нема тука глуви и слепи. Граѓаните избрале, граѓаните виделе што добиле и од централна власт и од локална власт кога градоначалник беше, како се викаше, Марин, мислам, градоначалникот на Аеродромот вашите радови, и сега вие да констатирате после ваков изборен пораз и не само во вашата општина, на ниво на цела Македонија тоа се случи, вие да кажувате дека најголемиот ужас на локално ниво се случувал изминативе 30 години. Не Колешке Николова. Знаете што чека овој народ? Најголемиот ужас овој народ во Македонија го живееше 7 години кога вие бевте власт. И кажувате што се чекало уште во општина Аеродром. Јас ќе ви кажам се уште што се чекаше да победевте, како што еве велите некој бил глув. Јас прашувам дали некој бил слеп. Се уште се чекаше на бесплатно здравство. Се уште се чекаше, нели преговорите почнаа, се славеа. Се уште го чекаме од почетокот на преговорите. Се уште чекаме на нов клинички центар. Еве денес зборував на за темата здравство. Тоа беа вашите ветувања за кои што народот ве казни токму на последниве избори, пред 5-6 месеци се случија. И сега вие да кажувате што чека народот? Вие да го критикувате претходниот градоначалник на Аеродром и актуелниот? Немојте ве молам. И сега да се сетите на ваков амандман како пратеничка од опозиција. Доцна. Премногу е доцна за било што. И се уште, еве да искористам можноста, неколку пати имам прашано, чекам некој од вас да каже каде се парите. 30 милиарди евра потрошени за 7 години, а еве во општина Аеродром велите се уште чекаат граѓаните. 30 милиарди евра, ниту нов клинички, ниту бесплатно здравство, ниту 500 километри автопатишта и можеби еве мој најконструктивен колегијален предлог до вас, бидејќи еве вака ве бидува умешно да кажувате што чекале граѓаните, кого не бивало, дали некој бил глув, можеби е добро на следните локални избори вие да се кандидирате за градоначалничка, па се да решите во општина Аеродром и еве да гласаат за вас, да направите и победа поголема од 15.000. Благодарам.